Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утрински брифинг, а токму во овој дел од утрински брифинг ја отвораме и првата содржина, односно првиот разговор за денеска на една тема која што верувам сите вас ке ве интересира. Граѓаните на Скопје ќе имаат можност да учествуваат во изработка на градски пасош. Тоа ќе може да го сторат со собирање податоци и креирање визија за градот преку алатката Мој град. Иницијативата е на Зелен хуман град, а целта, како што велат оттаму, е да се прикаже кои делови од Скопје се квалитетно урбанизирани, а кои не се. На оваа тема во продолжение разговараме со Горјан Јовановски, советник во град Скопје од иницијативата Зелен хуман град. Горјан, добро утро. Добро утро. Процесот носи наслов Нов генерален урбанистички план за зелено и хумано Скопје. Изработката на ГУП 2022-2032 за Скопје е започната, но што всушност се предвидува со него? Вака, идејата за изработка, ГУП кој што треба веќе да се изработи секако оваа година, земајќи законската обврска дека секој 10 години треба да имаме еден генерален урбанистички план кој што дава еден план како треба да изгледа нашиот град во наредните 10 години, но пред да направиме ние каков бил урбанистички план, мора да имаме визија. Како сакаме ние Скопје да изгледа не само во наредните 10, 20, 50, па можеби во наредните 100 години. Со цел да можеме да знаеме како треба да ни изгледа Скопје, треба да знаеме и моменталната состојба на секој градски четврт кај нас. Значи, како се изгледа демографијата во тие делови, како изгледа инфраструктурата, како изгледа зеленилото, како изгледа пристапот до основни институции, градинки, болници, аптеки и така натаму. Значи, целата ова идеја потекнува од презентација која што ни беше прикажана од страна на урбанисти, архитекти, експерти од Република Бугарија, кои што беа поканети тука на дводневна работилница која што се одржа од страна на Зелен хуман град минатата недела. И со помош на оваа работилница добивме идеја како тие во Софија го имат заработено ова, како ги имаат собрано овие податоци, како имаат добиено идеја кои квартови или кои градски четврти се подобро урбанизирани и развиени, кои не се толку, и да се знае каде треба да се стави акцент со помош на и генералниот урбанистички план, а потоа и деталните урбанистички планови од општините, за тоа да се подобри. Така што идејата потекнува од таму и нашата цел е преку алатката Мој град, која што е алатка за директна демократија изработена од Зелен хуман град, да можеме да поучнеме да ги собираме сите овие потребни податоци кои што можеби ги немаме по државните и градските институции од страна на граѓаните и да направиме една убава визија за тоа како треба да изгледа Скопје, а по таа визија да се изработува генералниот урбанистички план. Добро. Бидејќи станува збор за 10-годишна стратегија, предпоставувам предвидени се фази на делување. Првата, како што информиравте, е планска подготовка и истата веќе е изработена на архитектонскиот факултет. Кои се следните чекори? Значи, чекорите за дека самите институции, тука се вклучени и Агенцијата за просторно планирање, тука се вклучени и локални, тука се вклучени и националните институции кои што го изработуваат овој план. Но затоа ние тука како Зелен хуман град сакаме да додадеме уште една клучна фаза, а тоа е визијата. Бидејќи не можеме ние да креираме генералниот урбанистички план кој што се креира за 10 години со поглед на 25 години, така се нарекува тоа дека се гледа унапред 25 години што би сакал да има некој град. Ние сакаме да имаме една визија која што се креира не само од страна на институциите, туку од граѓаните. И за да имаме таа визија мора да имаме податоци. Јас зборам општо за податоци во мојот активизам последните 7-8 години дека се клучни за било каква одлука носење, а немање на вакви податоци, клучни демографски податоци за секој кварт или податоци за тоа што има, што нема секој кварт, ние не верувам дека може да нанесеме добар урбанистички план. И затоа Зелен хуман град сака да помогне воведувајќи нова фаза во целиот овој процес, а тоа е оваа фаза на креирање на една визија за Скопје, за понатаму да може многу поквалитетно сите други фази што не очекуваат да бидат изработени. Пред малку ја споменавте работилницата која што се одржуваше пред неколку дена во Скопје. Сега Агенцијата за планирање на простор, која што има подпишано договор со град Скопје да го изработи главниот урбанистички план, не ја прифати поканата да учествува на работилницата. Добивте ли меѓувреме некаква информација зошто ве одбие?
јас колку што знам немаме добиено се уште никаква информација и мене искрено ми е жал. Мислам, јас би сакал секоја институција која што е вклучена во овој процес да биде дел од ваква работилница. Значи, ние имавме представници од независните кандидати, тоест од независните советници од дел од општините како што беа Карпош и Центар, но би сакале од секоја општина да имаме луѓе кои што ќе дојдат на вакви работилници, би сакале од градот Скопје имавме среќа представници таму, би сакали од други агенции. Бидејќи ова е еден заеднички процес, заедничко Скопје е наситена и заедно треба да работиме на целата ваква работа и иако секако ние очекуваме институциите да креираат ваков процес бидејќи ова поправила нивна работа, но затоа и ние како Зелен хуман град сакаме да помогнеме како партнери на институциите да започнеме еден ваков процес и една ваква убава пракса. Така што се надеваме дека понатаму не само агенцијата, туку и сите други кои што се вклучени во овој процес ќе присуствуваат на вакви работилници, на вакви настани, ќе организираат нивни работилници, јавни настани и ќе може заедно да креираме овој процес, бидејќи сепак, мислам, ова е еден многу клучен документ за Скопје, кој што во наредните 10 години ќе го менува ликот на градот и мора да го прави тоа на еден зелен и хуман начин. И сега во продолжение ќе отвориме уште една тема која што верувам сите нас овдека во Скопје не интересира, а се однесува на аерозагадувањето. Имено на 11 јануари на јавноста и соопштивте дека градот Скопје прифати 5 од 33 амандмани, меѓу нив и за хипермрежа со сензори за мерење и локациско мапирање на аерозагадувањето. Може ли да ни објасните за каква мрежа станува збор и какви податоци би се добивале преку неа? Така. Да, значи во декември минатата година имавме буџетска седница на Советот на град Скопје, каде што се дискутираше како ќе изгледа буџетот на градот Скопје за 2021 година. Зелен хуман град заедно со сите и граѓански организации кои што сочинуваат, ја сочинуваат граѓанска иницијатива, поднесовме 33 амандмани, со различни проекти кои што според нас се многу клучни и би требало да се изварат за Скопје да стане еден поубав град. Драго ни е дека барем дел од тие проекти беа прифатени во буџетската расправа, како што најавивте 5 амандмани од тие кои што ние ги предлагавме, со тоа што сите останати амандмани ние се уште ќе бараме да бидат исполнети со буџетскиот ребаланс кој што би требало да се случи за некој месец, како и низ текот од целата година, бидејќи мислиме дека се клучни. Кога стане збор за аерозагадувањето, знаеме дека имаме огромен проблем во градот Скопје и голем дел од предлозите кои што ги имавме ние беа насочени кон тоа, вклучувајќи го и предлогот за хипермрежа на сензори. Идејата на тоа е дека Скопје се уште има мал број на мерни станици, тоа е сензори кои што го следат аерозагадувањето и се уште имаме она расправија дека доаѓа од домаќинствата, дека доаѓа од индустријата, дека доаѓа од автомобилите и наместо да се расправаме која од каде доаѓа, подобро би било да Скопје биде покриено со многу погуста мрежа на сензори, бидејќи така многу побрзо ќе знаеме од каде почнува загадувањето, како се шири загадувањето низ градот, не само што ќе завршиме таа дебата од каде доаѓа и колку има инволвираност едниот или другиот извор на загадување, туку ќе помогнеме веднаш да се реагира на терен со помош на инспектори кои што ќе можат веднаш да видат што е се алармира од страна во близина на овие индустријски објекти, да искочам сега на терен да проверам каква е ситуацијата. И во исто време ќе помогнеме на општини како што се Шуто, Ризари, кои што немаат ниту еден сензор за аерозагадување и тие воопшто не знаат како воздух диша таму, да и они имаат информации за што е состојбата на квалитетот на нивниот воздух. Така што ова е само почеток, фаза која што би требало да се инсталираат 100 нискобуџетни сензори, кои што не се најпрецизни колку што се државните, но сепак се доволно индикативни за да знаеме дека имаме ниско, средно или високо загадување од одредени делови на градот и да може веќе да се реагира на темата, имајќи ги конкретните и соодветни податоци како што се во другите големи европски градови. Што ќе мерат овие сензори и каде би можеле да се следат податоците од нивните мерења и анализирање? Така. Значи, овие сензори би требало во најмала рака да мерат PM10 и PM2,5 честички, но сепак тоа зависи од јавната набавка која што ќе се ја направи градот, кои дополнителни параметри тие сензори ќе може да ги мерат. Овие податоци секако ние предлагавме
да градот Скопје ги направи како дел од нивниот портал, каде што сите граѓани ќе може и тамо да ги видат, но инсистираме дека сите овие пратоци мора да бидат отворени пратоци за граѓаните да ги може да ги следат и на други платформи кои што ги користеле. Дали тоа би било апликацијата Мој воздух, дали тоа би било мрежата Пулсеко, дали тоа би било некоја друга апликација, сеедно овие пратоци да бидат отворени за сите и секој да може да ги користи и презема истите, бидејќи овие се пратоци кои што треба да припаѓаат на Скопјани. Ова прашање го поставив затоа што мерењето на PM10 и PM2,5 частичките тие сами по себе не се штетни, но многу е важно што за нив ќе се залепи и преку нив ќе го внесеме во нашиот организам. Дали може би овие сензори ќе ги мерат оние гасови, метали во воздухот кои што летаат реално за да добиеме точна слика со што всушност се врши загадување на тие точки каде што ќе бидат поставени. Така. Значи, тоа е на софистицирана опрема која што треба дополнително да се набави. Земајќи предвид колку буџет имаше можност да се искористи за ова, значи овие сензори се доволно индикативни, само да ни кажуваат дека имаме зголемено загадување од овие PM10 или PM2,5 частички. Понатаму, инспекторите, дали тоа би било градските инспектори или инспекторатот за животна средина државниот, имаат многу пософистицирана рачна опрема со која што може да изгледат на терен и да детектираат навистина каква е состојбата таму со металите или изречат веднаш казни нормално репортирајќи го тоа назад кон граѓаните јавно и транспарентно. Се надевам дека понатаму ќе имаме многу поголем буџет за да може да набавиме дополнителни сензори за овие мерни станици кои што ќе ги мерат и металите, ќе ги мерат и гасовите други во градот. Значи ова би било еден почетен проект со кој што ќе се постави опремата, а потоа секако таа опрема може да се надополнува со други сензори, како што ќе станува подостапен буџетот за истото. Најавивте средба со секторот за животна средина во насока на определување на спецификациите на уредите што ќе треба да се набават. Се сретнавте ли со нив? Се уште немаме остварена таква средба, но сме веќе во комуникација за секторот за животна средина во град Скопје, така што се надевам дека во наредната недела или две ќе биде остварена таа средба, ќе дискутираме отприлика како треба да изгледат овие сензори. Се користиме заедно со информации кои што ни доаѓаат и од страната на акредитираната лабораторија Амбикон од страна на УГД Штип, информации кои што беа презентирани пред неколку месеци на еден јавен настан од страна на професорите тамо, кои што имаат изработено и студија за типови на сензори кои што се или не се добри за користење на вакви мерења и со помош на сите тие информации, нормално би ги поврзали дури секторот со овие експерти, да може да се определи какви сензори би биле тоа и потоа градот Скопје да се ги набави и да ги постави овие сензори, и тоа не само на објектите на град Скопје, кои што ги има околу 40 и нешто во собственост на градот, туку може со помош на меѓуопштинска соработка и на општински објекти низ градот да се поставуваат, затоа ги спомнав и тие општини како Шуториζери кои што не имаат сензори, истите да бидат поставувани и по општински објекти, за да може и тие да знаат што дишат. И за крајот на овој разговор уште едно прашање. Градот Скопје, како што и вие споменавте, определи одредена сума за оваа намена. Сумата е 700.000 денари. Колку сензори би се набавиле за овие средства? Значи, со нашиот план беше околу 100 сензори да може да се набават нискобуџетни сензори со овие средства. Секако да имаме поголем буџет, ќе може да набавиме и повеќе или може да набавиме по софистицирани кои што може да се користат во научни истражувања сензори, но сепак ова е прекрасен почеток за градење на нова хипермрежа од нискобуџетни сензори како што ги имаме низ градови како што се од Софија до Берлин, кои што помагаат многу повеќе на граѓаните да знаат каква е ситуацијата на аерозагадувањето во одредени делови на нивниот град и помагаат за инспекторите можат многу побрзо да реагираат и мора побрзо да реагираат на терен кога некој од овие сензори ќе почне да алармира. Јас искрено се надевам дека понатаму заедно со помош на Министерството за животна средина, заедно со помош на измена на одредени закони, секој индустријски објект кој што знаеме дека има добиена дозвола за загадување на воздухот, биде поставено задолжителни периметарни мерни станици, каде што тие мерни станици не само што јавно ќе покажуваат колку секој индустријски објект загадува, туку според мене тоа би било супер и автоматски да им пишува казни на објектите ако тие пречекорат загадувањето кое што им е пропишано дека они смеат или не смеат да го испуштаат во воздухот. Така што ова е само еден почетен стадиум на автоматизација на целиот систем, каде што се надеваме дека ќе се искорени можност за мито и корупција со тоа што некои инспектори нема да се извршуваат својата работа, ќе се направи многу почиста слика за граѓаните кој
колку загадува, од каде загадува и нема веќе да имаме карање доаѓало од овде или не доаѓало од овде, туку податоците ќе бидат видливи, јасни и веќе ќе прекинеме да се прашуваме од каде иде загадувањето, туку ќе почнеме да работиме на негово прекинување. Горијан, добро утро. Сашо Ордановски овде исто во студиото, ви го слушам разговорот додека разговарате. Побарав малку на веб сајтовиве и ја гледам фирмава Екомонитор. Ја знам таа фирма одлично. Тие произведуваат токму вакви сензори, тие се малку покомплексни и поевтини од ова вие што го планирате, домашен производ. Не мерат само загадување, туку температура, влажност, гама радиација, детекција на пожар, UV зрачења, сонични загадувања и така натаму. Технологијата отиде малку понапред од колку што би се вас амбициите, значи сугерирам малку да побарате и малку по напредни технолошки решенија. И второ, зошто да се остане само на градот како финансиер, бидејќи 700.000 денари се релативно малку, тоа не верувам дека за вакви комплексни зафати, бидејќи се работи за стотици сензори што треба ги распоредите. Зошто не покренете иницијатива, можеби вам тоа би ви личело и како невладина една и непартиска иницијатива и за помош од бизнис секторот. Сигурен сум дека бидејќи се работи за релативно ефтини уреди, сигурен се дека разни фирми, па дури и, како да кажем, стамбени совети на згради, особено овие поголеми, би биле заинтересирани за такви нешто. Мислам дека темата си е значајна и таа ќе ја туркаме и наредниве денови, така што убаво е што се појавила таква иницијатива. Јас сакав со Горијан Јовановски поразговараме и каква е евентуално атмосферата во Советот, бидејќи тие се таму од скоро, после локални избори, па ме интересираше да прашам и што се случува во Советот на ниво на комуникации, на разговори и така натаму, ма предпоставам дека ќе ме привика да ги викнеме и овдека во студиото независните представници во Советот, па и за тоа да поразговараме.